Основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопје целосно го забрани користењето на мобилни телефони за време на наставата, како и на мал и голем одмор. Секој ученик пред почетокот на првиот час го остава телефонот кај претседателот на одделението, кој подоцна сите мобилни уреди ги заклучува во сандача. На крајот од наставата децата си ги земаат телефоните и ова е пракса веќе 2 години. Директорката на училиштето Сонја Кирковска смета дека ова е одлична одлука која носи само позитивни резултати. Идејата одамна ми е потекната, бидејќи користењето на мобилните телефони е многу не се во функција на менталниот раст и развој на децата. Значи тие две работи не идат заедно. На крајот од крштата зошто е потребен мобилен телефон на дете кога годи на училиште? Ние децата кога ни ги предаваат родителите овде на училиште, ние имаме комплетната одговорност према децата. И се што им е потребно на децата се обезбедува во училиштето. Меѓутоа тоа не се мобилните телефони. Тоа е еден модерен тренд, децата да носат мобилни телефони на училиште, а никој не размислува за тоа колку тие штетно влијаат на децата. Секако дека не сум против мобилните телефони, секако знам дека е огромна потреба да се има мобилен телефон, меѓутоа се си има своја намена. Кога, во кое време. Значи, многу долго се размислуваше за тоа и пред 2 години наставничкиот совет се собравме и долго разговаравме како да помогнеме на нашите ученици за да не ги користат мобилните телефони, бидејќи многу често знаат да бидат злоупотребени. Донесовме одлука да ги забраниме мобилните телефони и потоа истата наша одлука направивме уште еден состанок со советот на родители, им објаснивме колку е тоа штетно да се користат телефоните на училиште. Тие не поддржаа и многу сум им благодарна за тоа што не поддржаа, бидејќи со тоа што не поддржаа нас, си помогнаа и на своите деца. Децата многу брзо се навикнаа. Имавме прилика да разговараме и со дел од учениците кои го споделија нивното искуство. Не им пречи што немаат телефони за време на наставата. Напротив, свесни се дека тоа им помага за да имаат поголема концентрација на часовите, како и време за социализација со соучениците. Јас мислам дека што ги немаме телефоните на сред часови, тоа е добро, бидејќи концентрацијата се фокусираме повеќе на наставата, него на телефоните. Јас се имам навикнато до сега да ги оставиме телефоните, бидејќи ние ги почитуваме школските правила и ако еднаш не се каже од директорот од повисоките места во училиштето, ние мора тоа да го почитуваме и се навикнавме веќе. Се навикнав на тоа што не ги користиме телефоните текот на наставата, за полесно да се сконцентрираме на часовите, додека наставниците не ги предаваат лекциите, со тоа што са бајле кога стигнуваме во училиште, ги оставаме телефоните во шкафчињата. Јас сум за тоа, поради тоа што мислам дека подобро е да не ги користиме телефоните за време на час, бидејќи ни го одзема вниманието. Но јас сум за да ги имаме телефоните за време на одморот. Поради тоа што јас се допишувам со разни другари кои што се од други училишта и не се баш тука присутни. Се прилагодивме многу брзо со оглед на тоа што со почетокот на школската година започнуваме со земањето на телефони на почеток на час и потоа на крајот на часот си ги земаме телефоните. Во слободно време, кога си дома и кога имаш дозвола за телефонот, какви содржини најчесто гледаш? Па јас гледам видеоигри, исто гледам спортски надпревари, може кошарка гледам, бокс и така. Кога комуницираш со твоите другарчиња преку телефон, кои социјални мрежи ги користиш? Ги користиме Instagram, TikTok, Snapchat и тие. Гледам TikTok, YouTube и повеќето Instagram. Viber, Discord и TikTok, Instagram, тие. Најчесто го користам Viber, потоа Instagram и Google. Кога ќе се воспостави ред од самиот почеток на учебната година и кога има дисциплина, тогаш нема простор за отпор од страна на децата, дополнува Кирковска. Јас би сакала да апелирам до вас медиумите, малце повеќе да се зборува околу тоа колку телефоните се корисни и колку се штетни, бидејќи генерално имам впечаток дека користењето на мобилни телефони е проблем и кај децата и кај возрастните, затоа што многу често не знаеме да се однесуваме кога имаме телефони покрај нас. Значи, телефоните комплетно ни го завземаат вниманието, како на децата, така и на возрастните. Надпреварот за тоа кој да има поскап телефон не води кон некоја убава работа кога станува збор за деца, затоа што се фрустрираат децата, бидејќи нивниот телефон е полош од другарчето
и слично, а сепак, а плюс тоа носи уште една дополнителна одговорност дека тоа дете треба да се грижи за еден скап телефон, а може да се случи и тој телефон да го изгуби, не дај Боже да му биде украден, така да апелирам да не се купуваат толку скапи телефони на децата од помала возраст. Свети Кирил и Методи е најстарото основно училиште во Македонија, а во моментов едно од ретките или можеби единственото што цврсто се придржува кон правилото настава без мобилни телефони, за здрави генерации кои се посветени на нивното образование и правилен личен развој.